Почитувани гледачи, ете после блокот реклами се врачиме во нашата вечерашна емисија. Емисијата која не е важно како се вика, најважно е што ги исполнува вашите желби. Всушност, како и нашиот гостин, господинот министар Миле, од Министерството за исполнување на желби, како што е подготвен, еве како што најавивме во последните половина час од емисијата да ги сослуша сите ваши прашања и да ги исполни сите ваши желби, но внимавајте нешто многу битно. Внимавајте добро, следете ги овие 30 на минути, бидејќи со нив е поврзано едно наградно прашање и вие можете да станете и среќен добитник на една од вредните награди што ние ќе ги доделиме. Практично наград да игра ќе биде со да ги пазите одговорите да бојот министер и ќе имате можност награда да добиете. Јас вака сега искрено да ви кажам, сакав да искористам прилика, мислам дека никогаш до сега некој не ме прашал од каде ви е тоа име Миле Паника. Меѓутоа нема да ве гнјавам со тоа, у интерес на времето да ги вклучуваме нашите овако. Не, вклучувајте ги, ја ќе кажам, така ми пише у Крештеница. У Крештеницата мене кој сум се создал за себе, така сум од малбе викат сите Миле, Мики. Господине, искрено да ви кажам, се одушевувам на вашата спонтаност, на вашата подготвеност на се да дадете точен одговор. Значи, ја мислам дека во свет, господине министр, не постои ваква емисија каде што толку министрите им удоволуваат на граѓанството, на гледачите. Јас ве молам, че ми ги разгалите гледачите, не че можам јас да се снајдам после. Знаете како е? Нашиот народ никогаш не е задоволен. Ја не сум ги гледал сите емисии у свет, али не сте прв што кажуваат дека многу удоволјаваме. Добро, да започнеме со прашањата во интерес на времето. Ќе вклучиме и наши гледачи, а ние добивме, бидејќи емисијата беше најавена, почитувани гледачи, добивме точно, еве имам запишано 426 прашања за нашиот министер и за да биде ова честно, како што вие ги правите сите тендери, нели електронски, ги избирате се и кога доделувате и станови се. И ние тука по случај избор, ја стискам ентер и не гледам. И ја не гледам. Време сега, еве го прашањето, тука вика дали министерот може да одговори на ова прашање. Ако една кола од тука за Гевгелија оди за 2 часа, 7 коли за колку часа ќе одат? До Гевгелија? До Гевгелија. 4 по 2. Видете, најубаво е што го поставил прашањето да дојде утре кај мене са бајле, нека слободно дека се јави на нашиот факс и дека дојде утре у 11, ја ќе ги кажам на секретарката да... Значи, еве, за нашиот граѓанин, бидете утре во кабинетот на господинот... Или да е доставно дека прати мејл, на тој истиот мејл ние ќе му одговориме тачниот одговор, за да нема дилеми, пошто ја не сум да ви кажам за математика, може со просто троено правило кога е субимал и утки, некој да не импровизисаме, ќе има тачата. А то колку се реши граѓанинот да дојде, ја би го замолил да измери од Гевгелија кон Скопје за колку време ќе дојде, може би тоа ќе помогне да се реши оваа дилема. Може. Добро, имаме неговата држијата. Дај бе, пушите гледач, да му уклучите, ало! Не ми спиите тамо, бе! Ало, режија! Овие понекад задрбат. Имаме гледач на режија? Ало, во програма сум? Да, во програма. Добро вечер. Добро вечер. Јас имам една музичка желба. Да не сакате да ми го свирне министерот? Си зидал се мала шала, почитувани гледачи. Добро ви се ова ставно. Не, бидејќи ние ги исполнуваме сите желби, ете гледаш како... Само жели се, ева интересно и ветивно доста. Дали имаме друг гледач на линија, повелете да чуеме? Здраво. Гледачки имаме или гледателка, да не ни забележат оние, знаете, за јазикот. На телефон е Мариче од Струмица. Мариче, повелете Мариче. Така. Според урбанистичкиот план, предвидено е да се изграде стаза
од Бунаро до полското ВЦ. Сега јас веќе долго време одам у општината, ама немам никакви одговори. Мислам, дали вие имате одговор? Од кај рековте дека сте од Струмица? Струмица, парцела 274563, Ново село. А и од Струмица сте и немате одговор? Да. Па видите се, вие у Струмица, вие знаете тамо како, тамо има надлежни се од една друг сектор политички, тоа не сме ние, па вие размислите зашто немате одговор. Знаете, ние како одговараме, меѓутоа јас сепак ќе се потрудам. Значи, рековте, кога ќе биде готов патот од Бунарот до вашето полско ВЦ, дали добро сум запишал? Да. А парцелата, дали може да ми ја кажете? 27456607, Ново село. Па еве, јас за вас имам извадредни вести. Наиме тоа полското ВЦ нема да има више на таа катастарска парцела полски вециња, тамо ќе имаме акција, ќе ставаме чешки вециња, и штом ќе ставиме чешки вециња, за патека уопште нема да имате проблем, зашто тие самите чешки вециња се созедна простирка што се спушта директно до Бунаро, така да уопште ни по калке се гази, ништо. И целата е покрита. Во случај на дожд, господин министр. Па има чадори, ние додека во следниот циклус ќе ставиме и тенда со тунелче, а до тогаш може да користите чадори или што го викаат меѓународот кишобран. Господин министр, јас на вистина немам, предпоставам дека презадоволна нашата гледателка. Јас не ми се верува дека на светот постојат вакви министри, господине. Па добро, мене ми е малку непријатно вака, која ме фала доба и мајка ми исто вика, сине, одлично си ја бркате. Добро, би ме прашал нешто и со тоа да имате изведувачи. Можете ли вие да предпоставите за колку време во ќе биде готово и колку мајстори ќе работат на оваа проблематика? Не, па да. Еве, ова гледачката се исклучи. Меѓутоа, еве, одма сакам да ја кажам дека утре ние тамо ќе пуштиме една екипа од четворица. Зарем уште од утре? Од утре одма, еве, од режијата само нека запишат, четворица тамо со еден камион, дека земат асфалт колку треба све, и ве молам за мајсторите по 10 кебапчини и по 2 сока за секој да има. Тие се од мене, од владата. Добро, ме јавува дека имаме веќе друг гледач на линија, повелете? Ало, добро вечер. Добро вечер, од каде се јавувате? Се јавувам од Битола. Повелете. Слава на Бога и поздрав до вашата емисија и до министерот. Слава на Бога што имаме еден ваков медиум и една ваква емисија да ние се обратиме и добиеме одговори. Слава и на вас. Слава и на вас и на Бога. Благодарам. Значи, би сакал да го прашам министерот. На 3 места на патот Битола-Прилеп има дупки и таму замрзнува пато. Има многу сообраќајки. Па ве молам, господине министре, слава и вам, што можете да преземете за сето тоа да се санира? Господине министр, за ова, да, јасно ми е, точно знам за кои дупки и за каде замрзнува патот, и ова ние го разгледувавме, ние како влада донесовме одлука. Одма веќе од понеделник тамо ќе наши екипи ќе одат, ќе постават све, ќе тамо ќе се става подно грејење. Они веќе од понеделник ќе почнат да копат и ќе постават тамо, ќе има подно грејење, никој пат повеќе нема тој пат да брзне и да се дешаваат такви, да се случуваат стаобраќајки, па да има жртви, па да има и, не дај Боже, други последици. И заради това, одма тамо мајсторите, ние за сите тие мајстори што ќе работат, за сите имаме по 15 кебапи и по 2 сока. А после работното време може и по едно пиво. И тоа е од владата. Господине министре, јас би поставил сега и тука само уште едно прашање. Да. Дали господинот министер знае дека цела Република Македонија, ако заобиколиш 327 километри, и дали има шанси цело тоа да се асфалтира и да биде како заобиколница внатре во Македонија? Две прашања ми поставивте. Прво, дали министерот знае? Знам. Тоа е одговорот на второто прашање. А дали може да се асфалтиса? Да. Не, во оваа не, може во другиот мандат. Не.
Добро, и дали имаме Шо можебе, шо не можебе, си кажу. Ама не, јас не знам вакви глупи прашања зашто воопшто и се поставуваат. Ние имаме толку патишта и прави, и криви, и угорници, и удолници. Сега во внатрешноста на Македонија, од наша страна, заобикален пат. Не ја сваќам поентата. Па видите сега, се повеќе граѓани заобиколуваат, ама... Добро, дали имаме друг гледач? Ало? Да? Ало, добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, па како сте, господине, јас сум... Кој? Како? Мислам, да не се представувам, се знаеме кој сум, јас стално ви се явам, еве се вечерва, јас сум секогаш Ова е наш редовен гледач. Едва и ве добив да ви кажам, многу голем интерес изгледа има за емисијава. Да, интерес има, само ве молам директно да одиме на прашањата, заради да можеме што повеќе гледачи да вклучиме. Веднаш јас ќе поставам, значи за господинот министер исто еден голем поздрав. Јас сакам да го поставам следното прашање. Значи станува збор за делница на магистрален пат помеѓу наши два познати града, која што треба да биде завршена 2016 година. Таа делница е 174 километри. Низ кое село поминува? А ово да не ви е за Крстословка? За Крстослов? Да. Па онда кажете хоризонтално или вертикално? Само хоризонтално. Хоризонтално, господине. Тоа хоризонтално, тогаш се работи за делница исток-запад и со колку букви е? Па има 5-6. Да ве заболам ја, ако не ви е проблем, утре у 11 сатот да дојдете вие кај мене у Министерство со крстословката тука и ние имаме тамо експерти за енигматика, за ребуси, крстословки, све. Мислам дека многу брзо ќе ви го одговорим ова прашање, а доколку не, ќе го поставиме веднаш на првата следница на влада и ние тамо ќе најдеме заеднички одговори, као став на влада ќе ви го кажеме, иако ви фали некоја буква, дека е тоа сепак на влада одлука, слободно ќе ви подпишеме дека може да доцртате уште некое поле или да скратите во зависност. Господине министре, многу ви благодарам. Јас, ако има време, јас би поставил уште едно прашање. Ајде, не ни е прак, само бидејќи сме на крај на емисијата, и вие сте редовен наш гледач. Да, редовен гледач ваш и сакам да прашам, вие знаете дека сум јас од Коњари и ме интересира, овде по урбанистички план беше планиран хиподром. Каде? Во Коњари. Хиподром и автоматски треба да се направи ескалатор од хиподромот до селската кооперација. Меѓутоа, тоа воопшто не е ни почнато, а не знам ни кога ќе се реализира. Па сакам да ве прашам. Види, ова за хиподром, одма утре праќаме тамо екипа и 4 коња ќе пратиме и екипа што ќе ги обслужува и да направат патеката и ве мола по 20 кебапа за сите мајстори, по пиво и сок за овие, а за ескалаторот мислам дека за тоа ќе треба да почекате. Ќе треба да почекате за ескалаторот. Да ескалираат работите, предпоставувам. Да ескалираат работите и тоа. И ве молам, доколку имате било каква забелешка, например, кебапите да се оладат за мајсторите, одма да ми јавите, за тоа што со закон овде, согласно позитивните законски прописи во Република Македонија, секој од работниците тамо му следува топол оброк во Република Македонија. Почитувани гледачи, тоа беше последното прашање. Јас му благодарам на нашиот гледач, му заблагодарувам и на господинот министер Миле Паника што гостуваше во нашата денешна емисија. Не е битно како се вика, важно да ги исполнуваме вашите желби и со тоа да го подигнуваме нивото на нашето поведение. А сега е клучниот момент. Како што ви најавив, имаме наградна игра во нашата денешна емисија. Имено, прашањето за вас е, а имате можност да одговарате до наредната емисија, прашањето за вас е: колку ќебапи во име на владата порача за работниците господинот министер? Да ги соберете сита и тачните одговори да ги праќате тука кај господинот на адресата и оке ни го после и после од владата ќе добиете главна награда е 30 кебапи и 2 пива и 2 сока за 2 особи.
Господине министре, јас на вистина ви благодарам, на вистина ни удостоивте и нас и гледачите. Вие всушност кога и да ве повикам, не само вие и другите министри од владата, значи секогаш сте тука за граѓанството од нашата република. Јас ви благодарам уште еднаш и се надевам дека наскоро ќе имаме можност повторно да се видиме. Пријатно. Благодарам, почитувани гледачи, пријатно. Веќе мири се на кебапи, господине министре. K15!